Море стопли време. И то стопли наеднаш да не седиш. Конечно дојде посакуваното лето. Само што се одма ќе помини, ама нема вез. Туку друго е проблем, кога ќе мани жешкото паѓа притисокове врз. И се еве сум наспан, најаден сите марифети, ама паѓа притисоко. Не ти се работи сој, негде ти се капи. Што не мислите дека сум на одмор моментално? Демек слики клавам од наплажа нешто. Врскане. Нема одмор за мене, бе, бате. Гледаш боја негде, фате? Не гледа. И кај ќе види. Со мало дете на одмор в шатор пикна. Ој савајле во 7 сату и вечерта во се шобараш иначе во жеш. Мислам, тој шо оди ние кавиме на такви работи. Се иша за нас само работа, бе. Нива копај, море сонва. Е, таква е работа. Арно, знаеш како? Кој те прашва, бе? За да живееш мора да се работи. И за да има емисија мора да се клај шпица. Оти на телевизија без шпица не пуштале. Требало да знаат луѓето шо е. Коде ме ќе го видиш овај сурат и ќе речиш, турска серија почна. Ама добра, и шо се мора, не е лесно да клајме та шпицата и да почнеме со муаве. Ајде да те пуштам. Нема потешко да мораш да работиш во лето. А мора. Е, са некои работи се полесни, знаеш, не муменва жешкото, некои ептен се тешки, ама во глобал, генерално гледано никој не ги да работи. Сам никој не ги да работи овде општо. А па во лето и јарно, ама на некои луѓе вака, што имат професии со музики, со видеа, со такви работи. Баш та сезоната главната му е во летот, во пеколо. И затоа ги гледаш свирачите сите поцрнети, камерманите сите поцрнети, направи ќе речиш, море, овие на одмор цела година помине. Не бевате. Жешкото, кој со армониката, кој со камерата, трчај по свадби, по настани, по чуда, сите на свадба со кошула, покриени, измачкани, овие сите глам. Ако ја извај та мајцата, кој камионџија, вате, бело мечене му е рамно, од тука црно, од тука бело. Аерокрем. И да, аерокрем е тој, не е еурокрем. Еуро може во Европска унија да биде, ние не сме там. Битно сите дело од телото жи фаќа сонце гламнават. И после луѓето ќе речат скапа била музиката, скапи биле камера, ај шо прајте ви? Шо прајте? Елавате земја камерата, земја армониката, земја, уште поло на старио армониката 25 кила. Клаја на тебе, испрај се таму, што те грло држи, терај, тегни армониката, те видам цел. Од савајле од 10 сато до ноќта, до ни едно време. И од кога ќе заврши свадбата, уште свири да ти вика некој. Само еден ден, елај ќе правиме муаве што е скапо, шо не. Баш кашо луѓето не сваќат дека музиката прави свадба. Мислам, расположението на луѓето прави свадбата, ама за луѓето се расположени, треба музиката да чини. Ако не чини музиката, најрасположените луѓе на светот, викни ги џабе, ба. Исто и со слики со камери, ако сакаш тоа што ќе го напрат да види како што треба направено, са како ти кажам, ние сме единствената држава што сакаме најубото да го добиеме, ама за наефтино ако може. И сега разбирам, вистина е тешко финансиски денешно време. Скоро правевме свадба, допрва ни следат крштевки и такви работи. Разбирам дека не е само музиката и камера, дека се кошта. Ама точно тука е најакиот момент, што луѓето се спремни бевате за цвекиња да дадат 1000-2000 евра. За цвеки не постои маж во светот што има видено цвеќе на свадба, море немаме појма дека постојат цвекињата. Можда некој од жените ќе види, 99% луѓето појма ќе немат никоја цвеќара, ни од кај се цвекиња, нити ќе му биде гај. Знам сега не му деградирам бизнисот на луѓето што си работат со цвекиња. Нормално дека поубок изгледа со поке цвекиња и субав аранжман и така натаму. Ама сам да речам 90% луѓето нема ни да приметат. Арно знаеш што ќе приметат? Музиката ќе ја приметат. Пред него ќе види таму пејачо, дувачо, армоникашо, забавата ќе приметат каква. Дали било весело што направи музиката, како направи, каква галама. Па има некои луѓе се природно така повесели, има некој треба да се откорниш бе брат за ги станиш одмаса, то ти е работа. Што значи најголемиот товар и дента и вечерта го носи музиката. Еден мал лапсус било каде и можеш се да се расипи. Ти знаеш да ми кажеш дека на то сакаш да заштиш, шо можеш по, ако можеш да не платиш. Ама зато за цвекиња вате ако треба 5000 евра ќе дајме масата главна да види цвекиња цела наред. А вала ти, еј, браво. Кога ти ја напрат цвекињата свадба, знаеш кога ќе ти би свадбата за цвекињата? За мерак. И никој не се ценка со тие работи. Ако речат цвекињата олку готово. Ако речат фустаното толку е. Ема збор тука. Море кетеринг, метеринг, чуда, за народот да личи. Ама кога се седни со музика или со камерманите се прави муаве. О, зошто олку, зошто онолку, ама оти вака, оти така, оти не знам како. Чекајте малце бе другари. Баш тие се луѓето што треба видат
најрасположен за ти да имаш најуба забава и да имаш после тоа најуба и сеќавање од најубата забава. Та цвеќињата никој нема да знае од која цвеќара се, колку коштале можеш буквално од градина да ги набериш и да ги нареди. Само што некиш, пошто нели сега модерни времиња, сите земат од вамо и ја сакам од вам и тоа е супер, мислам, дај Боже сите што сакате се да си остварите најскапи цвеќиња, најскапи фустани, кетеринзи, метеринзи, музики, најскапи се. Значи од срце ви посакувам. И мене овој муавет што прам не мимен вас, не свирам свадби. Прајме реален муавет, пошто каква идеја атмосферата на свадбата во било кој дел од денот, никогаш нема речиш цвеќињата ја расипаа свадба. Невате, музика. Ора, музиката. Амана овие свирачи, една песна не ми погоди. Ода му нарачва. Не примаме нарачки, вели, шо музичари сте такви? Повозрасните не сваќаат дека денешно време кои си договарат зето и невестата одат со список и му вели ова сакам да се свири ништо појде. Ти ако си договорен да си види стандард лававо кој што сака да нарачва, тоа е друго. Ама ако си договорен со некаква листа, кои ти дојдат кои ти нарачат нешто, ти мораш та листа да следиш пошто тој што те плаќа ти побарал вака. Не дека не му се свири, да свирачите изгорени се нарачка да добијат и да земат некој дин. Арно, ама, знаеш како? Кој те прашавате? Што сака музиката не е битно е што сакат тие што слава. И иако знам дека и на музичарите и на зето и невести му е пораат кога има некаква листа пошто ќе знат од прилика што ќе види. Јас искрено мислам дека многу е поубаво кога имаш искусни музичари кои ќе осташ атмосферата да ги води музичарите, за да можат да направат најубата журка што можат да направат. Ние пример кога правевме свадба, муавето со музиката беше буквално 2 секунди. Тие ме прашаа што сакате да свириме, јас му реков што сакате свирете. Толкувате. Јарно, ама денешно време младите си имат еден тон желби и идеи. И јас разбирам, тоа е еден од најбитните денови во живот. Сакаш да биде се совршено. Арно, ама колку поќе детали клаваш во приказната, толку поќе има шанса нешто да се зафркне од детали. И се ако си личност што многу не се замара, додуша ако не се замараш нема ни да имаш толку детали. Ама можда и нема да ти смени нешто, ама ако си личност што се замара, вервај колку поќе глупости додаваш и идеи и не знам што, толку поголеми се шансите дека пола од нив, ако не и поќе од пола, нема да се остварат и ќе ти се расипи расположението од ништо, буквално од ништо. Сега мислиш дека ти е многу битно. Не сте свесни колку не е битно. На дено кога ќе дојди, кога ќе тропни тапано и кога ќе тргни приказната, нити цвеќе е битно, нити кетеринго дали бил наместен, нити дали воопшто има кетеринг, нити кој шо костум носи, нити шоф, ништо не е битно. Сам добро си има одредена трач рубрика на која му се битни деталите, то нормално. Јас разбирам дека само за нив се прават сите трошоци. Не е ни за зет, ни за невеста, ни за не. За трач рубриката се сите трошоци. Да не излези муа леле како беше кај овие како. Тоа е најбитно кај. Значи муабето не ти излезе. Ако беа луѓето малце пораат од глата, и ако барем малце помалце се замараа што ќе речи народот, буквално се во животот ќе му беше и полесно и поубаво. Ама знаеш како? Кој те прашава? Уште 200 милиони пати го направиме овој муавет, народ овде не се одучвавате. Што ќе речи народот е главниот двигател на работите кај. И затоа се тие најскапите работи, скап кетеринг, скап фустан, скапи цвеќиња, скаути што ќе речи народ. За музиката шо има веќе? И тоа е супер, дај Боже, како што реков, се најубаво и најскапо да имате си. Ама ако веќе фрлаш пари, баре фрли кај што се битни, кај што ти зависи целата атмосфера, кај што меморите што ќе ти останат после свадба, ќе ти е мерак да ги гледаш, ќе можеш да си ги испечати, да му ги пуштиш на луѓето, да ти е мерак да го пуштиш видеото, да ти е мерак да пееш на свадбата, а не да сеш нива му ни таму свири нешто, ама ништо не те поткрепи. И на крајот на денот има едно многу битно правило. Многу луѓе го занемарват баш заради тоа што ќе речи народ. А правилото вели најскапото не е секогаш најдобро. Тука може да се љути кој сака, може кој сака што сака да си мисли, ама тоа е факт. Може да тоа важи за некои одредени продукти во светот, ама во глобала за било што не значи дека ако купиш најскапото дека ќе ти биде најубаво или дека ќе ти брка најмногу работа. Исто и со цвеќињата, и со фустано, и со кетеринго, и со музиката, и со се. Значи не е битно ти дали ќе викниш најскапите луѓе, битно е да ги одбереш правилните луѓе. Пошто да, убо е ти да имаш некое име на свадба, ама не значи дека тоа името ќе ти направи поќе забава, што може да ти направи некој што стварно си ја сака работата, што е дојде да биде дел од емоцијата, што го движи желбата да направи поуба забава. Само тоа си бара истражување, тоа треба да го видиш, да го слушниш, да го бендисаш и после да го букираш, исто како што и гледаш цвеќињата, кетеринзите и останатите работи. А не само тие и тие најскапи се или овие се најдобри или знаеш кој ќе ми свири мене ова. И ќе дојди тој овај, ќе свирни колку да помини на редо, не ќе му се прени муавет пошто нели тој е овај, знаеш ти кој е тој? И се што ќе биде од забавата е само муавето, овај беше таму. И знам дека на многу тоа е побитно отколку самата забава, ама вервај, многу е побитно забавата да е убајна и атмосферата да е убајна, отколку што е битно колку е скапо цвеќето или колку е
скапо, не знам шо. И јас жими се немав појма за што ќе зборам ова епизода. Случајно, природно ме повлече натаму патот. Дали дека сезоната почнува на свадби, на такви работи, или појма немам зошто. Уште не сме биле годинава на свадба нигде. Ама ете, пошто натаму ме тргна муабето, како човек што е дел и од професиите и што правил свадба сега скоро, ви кажувам најискрено мое искуство. И од едната и од другата страна. Значи, гледајте што понекомплицирано да си направите, за и вие самите да имате што помалце работи за мислење. И гледајте да го одберите најдоброто за вашата забава, пошто тоа е најбитно во текот на ден. Договорено? Так. Чу го си назборав на темата, мислиш свадби почна да свира. А бога ми како тргнала работата и ништо не те чуди. Веќе некое време се уват луѓе, крштевката, свадбата, забавниот дел, пошто помладите генерации нормално си сакат да има нешто позабавно. И ако продолжи така работата, ти кажам право, ќе ги научам тие што се као се викат на почеток што се свира. Ората таму кумо деверо, весели све крви. И туку ме гледаш по некоја година. Опа, средевната. Те можеш да знаеш. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.